Здравјето е се на Канал 8. Добро вечер. Современиот начин на живот не поштедува никој од појавата на стрес. Стресот е нормална појава и телото може без проблем да се справи со него. Но кога секојдневно сте изложени на голем стрес, вашето тело може да ја изгуби битката и да започне да страда од последиците. Темата стрес вечерва ја обработуваме со нашиот гостин во емисијата Здравјето е се, професор доктор Методи Чепреганов, специјалист невропсихијатар епилептолог. Добро вечер, докторе, добро ни дојдовте во студиото на Канал 8. Добро вечер. Морам да признам дека многу пријатно се чувствувам. Прво вашето студио, ви честитам. Мислам дека веќе го најавив ова, ама сега последен пат званично, убаво студио, многу модерно, со сите пригоди што треба да ги има. Иначе се чувствувам многу пријатно во град Кочани, бидејќи во раното детство живеев тука. Имам многу роднини, многу пријатели, моето старо потекло е од Кочани. И Кочани го почитувам како луѓето ве сакаат тука и секогаш ми велат: ајде, кога ќе направите повторна емисија со доктор Чепреганов? Еве, повторно со доктор Чепреганов. Тоа вие го знаете. Сакаат да ве слушнат. Не знам, али имам доста пријатели, меѓу нив да не спадне да му се удварам, ама го почитувам вашиот градоначалник, кој го даде момент пред многу години, кога не беше градоначалник, кратко, нели? Ми објави една книга, голема книга. Мислам дека ми се викаше Европа 92, тогаш не знам дали е тоа истото. Сега Европа 92. Да, и тоа не го заборавам никош, имам голема почит према него. Не сме се видели одамна, не користам прилика да го поздравам, али Кочани го почитувам и како град, и граѓаните, и така натаму, е драг град. Да. Вечер зборуваме за стресот како наше секојдневие. Кажавме дека ќе треба да се сносиме со последиците доколку стресот веќе ги мине оние граници кои може телото да ги поднесе. Да објасниме што е стрес и кои се механизмите на реакцијата на нашиот организам кога стресниот фактор ќе не нападне сериозно. Големо прашање. Да. Прво да ги представам овие две книги, не правиме ЕПП, меѓутоа секој кој се интересира повеќе, не знам дали може камерата да ги фати. Значи, со почитуваната Тодора Костовска, која е психолог, на таа тема објавивме две книги во Култура во Скопје. Една се вика Стресот и ние, другата се вика Стрес, несолница, анксиозност, паника, страв и депресија. Темата е голема. Темата е секојдневна. Темата е исконска, темата е цивилизацијска, била актуелна, е актуелна и длабоко сум убеден дека нема да има цивилизација во еднината кои нема да имаат стрес. Затоа што ние практички живееме, постоиме и секојдневно стресот го чувствуваме, го внесуваме во нас и го носиме во нас. Тоа е секојдневие. Прашањето е како и на кој начин можеме да се одбраниме од него и кое е влијанието на стресот врз нашиот организам. Ќе изберам еден вокабулар, не докторски, него малку народен, популарен, за да можам да бидам разбран. Значи, првата дефиниција за зборот стрес ја кажал Сели, Хан Сели, 1936 година, тоа е пред 70 години. И тогаш тој пред се мислил на една физичка реакција, на физички агенси, односно физички напад на нашиот организам. Глад, што знам, повеќе време да не пиете вода и така натаму, значи жед, да не ги набројам. И сите те физички, значи, стресогени фактори, што ќе направиле во нашиот организам. И тогаш опишал една така наречена реакција на адаптација на една таква стресогена состојба. Со тоа што има три фази: фаза на аларм, фаза на отпор, фаза на исцрпување, кој ги опишал Сели уште 36 година и кој ден денес, кога збориме за историјата, ги споменуваме, затоа што
реакциите на организмот во тие три фази не се исти. Ти кажам со два избора, ама подобро е прво да објаснам, па да после се навратам малце на таа фаза на алармно отпор и на исцрпување. Што значи стрес? Стрес значи една непријатност, нешто што излегува од рамките на нормалата на нашиот организам. Тоа може да бидат најразлични фактори. На прво место реков физички, жед, глад и така натаму, да не ги направим. Меѓутоа денеска многу поиќе кога се каже стрес се мисли на така наречените емофактори, емотивни фактори или како викаме ние во мојата наука екзогена, надворешна, психогена траума. Траума што ќе ја нападне што го напаѓа мојот организам, мојот его, мојот интегритет, мојата слобода на личност во даден момент е загрозена, најчесто заради мојата екзистенција. Значи, најчесто. И сега, тоа се тие така социопрофесионални фактори. Во секој дел од нашиот миг од животот ние доживеаме стресогени состојби. Најобичен пример. Се будите са бале, сте имале состанок 8 сатот, а се будите у 7:30. Време немате да се припремите и сето тоа брзање веќе представува еден стресоген фактор за вашиот организам. Затоа што ќе кажам после што се дешава и каква се револуција настана во нашиот организам во тие 10-15 минути додека вие се припремите. Излегувате да ви пали колата или пали потешко, стрес. Добајате на првиот семафор, гужва, затвор, значи, тоа се мали акумулации од стресогени фактори кои полека, ама сигурно го напаѓаат вашиот организам. Значи, мобингот као една стресоген фактор денеска е многу присутен во нашето секојдневие, ради нашата екзистенција. Вашиот шеф се однесува према вас вака или онака, малце тира, на работното место, ако малце нешто не штима, предпоставената знае да ве навреди, знае така, значи тоа се факторчиња, да речем, кои влегуваат во вас и прават еден дисбаланс на вашата психичка хармонија. Оти, кој е главниот проблем кој ни го прави стресот? Главниот проблем е што ја пореметува мојата душевна равнотежа. Она што и јас треба да го имам во себе како душевен мир, хармонија, психичка равнотежа, за да можам да ги обавам сите мои секојдневни работи. Од тоа страда, она што е нејаважно, тоа е мојата работоспособност, страда мојата фамилија, бидејќи сум интолерантен, ќе кажам покасно поиќе, нели, за толеранцијата, за подносливоста на тоа кој ме обкружува, и сето тоа што треба да го направам, јас го правам, ама не го правам со тој елан со кој треба да го направам, бидејќи сум под стресогена состојба. Ќе го искористам моментот. Еден од најголемите стресогени фактори во секојдневниот живот на модерниот цивилизиран човек, знаете ли кој е? Мас медиумите. Вие. Јас сега, ние сме виновни. Не сте виновни вие. Многу зависи од вокабуларот на новинарот. Дали се е омраза, злоба, агресија врз медиумот на кој му се обраќа, или му праќа љубов, емпатија, почит, верба, доверба и многу топлина. Огромен фактор. Вие имате новинари кои се омилени. Знаете зошто? Затоа што зрачат од себе топлина. Значи, они не делуваат стресогено на медиумот. И обратно. Не споменувам имиња, зборам општо. Значи, мас медиумите, зависно од тоа, без разлика за темата за која се збори. Затоа што, да памтите еден збор, а сакам аудиториумот да го памти. Агресијата на една личност, ја ќе зборам сега поиќе за личноста, е
интелектуална немоќ на тая личност. Од тука ќе почнам за матурацијата на една личност. Интелектуална немоќ на една личност да може по пат на разбирање, на почит, на доверба, на разговор, на конверзација во интерперсоналните односи да дојде до едно решение. Ако го нема тоа, тој има еден избор: агресија, омраза, злоба, зборови вакви, онакви и така натаму, со цел да ја победи личноста, а некој што завршува и со физичка, да не кажам пресмрт. Зошто го реков ова? Ово го реков затоа што на секоја стресогена состојба, од зависно од интензитетот на таа стресогена состојба, кој ќе влезе во нас, ние мора да најме одговор. Одговорот зависи од теренот на кој таа стресогена состојба, тој стресоген фактор, нека биде навреда, обична, псовка, навреда, ти си ваков, ти си онаков, ти си ова, ти си оно и така дале. Како јас ќе реагирам, зависи од мојата личност. Зависи од теренот на кој таа стресогена состојба наишла. Сега се враќам конкретно на стресот. Што се случува? Јас ја примам таа навреда преку моите чула, моите сетила. Вид, слух, тактилен осет, вкус, мирис. Може да биде најразличен стресоген фактор. Тој влегува преку моите системи на организмот, на прво место во една регија што викаме таламус. Ќе кажам некои реченици анатомски. Таламусот е главниот релеј кој ги прима сите фактори, перцепции што влегуваат во нашиот организам. Тој ги собира. Одма ги распределува на една друга, ако се работи за емотивна, значи стресогена состојба, на една друга мала структура што се вика амигдала, која е едно фамозно јадро во нашиот организам и кој го креира целиот наш емотивен живот. Како ме вие сега мене посматрате, со каква гестикулација, со каков изглед на лицето, тоа го креира амигдалата. Како? Еден голем кинески филозоф пред 6.000 години, Конфуција рекол, амигдалата или го пали, или го гаси огарнот на нашето лице во интерперсоналните односи. Многу голем збор. Затоа што од неа таа е огледало на мојот однос према вас, ама и на вашиот однос према мене. Амигдалата го издава човекот. Јас кога зборува X или Y човек, да е важно, за 2 секунди ќе ви кажам каква е неговата амигдала во тој момент. Дали тој лаже, дали тој зборува искрено, дали има емоции, какви се тие емоции, така натаму и така натаму. Затоа што амигдалата прави една огромна револуција во нашиот организам. Како? Ќе ви го објаснам тоа на многу обичен начин. Амигдалата има, значи тоа фамозно јадро има 2 кардинални способности. Првата способност се вика интуиција, втората се вика неуропластицитет. Ќе си дозволам да ги објаснам. Интуицијата е состојба да која ќе ја примам стресогената состојба, амигдалата прави градуација. Оти не може реакцијата на нашиот организам да биде на секоја стресогена состојба иста. Абсурд. Значи, амигдалата градуира. Која е тежината на стресот кој влегол во мене? А неуропластицитет е една многу важна функција, сакам да ме разберат сите во Македонија, посебно старата генерација. Штом го оставите значи неуропластицитет значи стварање и воспалување на вашите неуронални мрежи. Значи, мозок функционира преку, има 50 километри на мрежи невронални, со синапси, со врски во нашиот мозок. 50 километри, значи што значи тоа? Тие, ако ги оставите да не горат,
антергилимешо ги французите во под кавички, да не работат, да бидат умртвени, брго ќе одите во деменција и во Алцхаймер. Затоа што сте го ставиле мозокот да пасе. Значи, ако човек мисли дека во одморот е иднината негова, се лаже. Иднината на секоја личност е во работата, и во движењето, во креацијата, во визијата, во тоа да прави нешто. Колку повеќе работи, тој ги распламтува тие мрежи и тие се нон-стоп воспалени. Тоа е неуропластицитет. Дури и ствара нови мрежи. И тоа сега не е наша тема. Сега е тема интуицијата. Амигдалата сега виде со каков стрес сме нападнати и она влегува во игра, активира многу структури во нашиот организам. На прво место хипоталамусот, на второ место хипоталамус, хипофизо, супраналната оска, тоа е хипофизата со хипоталамусот и со една надброжна жлезда, и вегетативниот систем. Што значи тоа? Значи, стресот во нас прави еден дисбаланс на поголемо лучење на хормони од хипофизата. Тие се лучат нормално, ама кога ќе нападнал стресот, ние веќе, значи, амигдалата ги активирала да лучат повеќе, бидејќи е пореметен нормалниот, така наречена хомеостаза. Значи, нормалното равновесие во нашиот организам. Тие хормони од хипоталамусот и од хипофизата и од супраналната жлезда веќе се во поголема количина. И нашиот организам не може да функционира нормално, бидејќи има многу адреналин. И сега се јавува она што вие сте го сетили. Јас сум го сетјат сите. На мајката земја планета. Срцебиење, потење, стегање во градите, главоболка. Во моментот кога се јавила стресогенната состојба. Тоа е таа клиничка манифестација, која вие може и не осетите, ама осетите дека нешто во вас се дешава, во вас нешто се буни, нешто не е нормално. Зошто? Затоа што настанал еден хормонален дисбаланс, кој го направила амигдалата, која ја ги активирала сите овие структури. Хипоталамусот, тој е шеф на оркестарот, тој ја води целата игра, тој ја активира хипофизата, тој го активира, тој активира супраналната жлезда. Е сега, колку се излучат хормони, до која висина и каква количина зависи од тежината на стресот кој влегол. Разбирате? Многу важно. Значи, затоа што амигдалата направи интуицијата, градуација на тежината на стресогената состојба. Јас не сакам да бидам погрешно разбран. Во моментот Македонија и македонскиот граѓанин обичен е во силна стресогена состојба со многу појачени хормони кои имаат огромно влијание и врз неговиот сон, и врз неговата анксиозност, и врз неговата депресивност, а сето тоа има големо влијание врз неговата работоспособност и интерперсонални односи во блиската средина. Не коментирам зошто, како и така натаму, зборам општо као човек кој се бави со психиката на човек. Затоа што нема структура која нема да реагира на сите збивања кои се решаваат во нашата земја, од која е загрозена на некој начин неговата екзистенција. Тоа е другиот проблем. Значи, тоа се тие структури кои влегуваат во обработката на тој стрес. Така? Апсолутно. Значи, организмот секој стресогена состојба го обработува. Како и на кој начин, кажав, меѓутоа. Децизијата, главниот одговор го прави префронталниот лобус. Овде имаме ние една структура, што викаме фронтален лобус и има префронтален дел. Кој е неговата улога? Значи, сите овие фактори сега, сите овие хормони и начинот на кој јас треба да одреагирам и прави префронталниот лобус. Тој го кажува завршниот збор.
Завршен збор кој е? Или ќе станам, ќе викам, ќе цркам, ќе се тепам, ќе правам агресии и така натаму, значи праваме една така наречена куршлус реакција, викаме ние, или абреакција на она што се случило, или ќе го потиснам тоа во себе, па ќе праваме една акумулација на милион стресогени состојби и ќе полнам чашата со години, со месеци и така дале. Никогаш ќе се преполни. И кога ќе се преполни, тогаш настанува раптус. Тоа е опасна работа. Или правам абреакција. Ти си пријател со тој што ме навредил и јас те мразам. Мразам и него, те мразам и тебе. Много типичен народ за македонскиот народ. Сите не чинат, само ние сме добри. Не ќе биде така. Тоа е опасна ирадијација на афект. И на крајот постои така наречена интелектуална обработка, што ја прави префронталниот лобус. Интелектуалната обработка значи што? Значи ги примете стресогените состојби, правите интелектуални операции во вас, ги обработувате, ќе се насмеете, ќе се повлечете. Од што зависи таквата реакција? Сега ќе Секој човек различно. значи. Одлично прашање. Так. Одлично. Наседнавте на она што го јас порам. Так. Значи, ќе се насмеете и ќе се повлечете. И ќе чекате момент, ден, два, 3 месец, кога ќе ми падне афектот со вашиот соговорник и ќе му речете, еј Петре, она што го зборевме за тоа и тоа, не е така. Има друга примеса. Те му објасните. Ама тој е во падната афективна состојба, не е во таа во која Така, во тој ефект како што е бил. Да. И се вашето прашање беше од што Зависи како ќе реагира човекот. Да. Реакцијата на еден човек, на една личност, на стресогена состојба, зависи од конгломерат што се вика склоп на личност, матурација на личност, зрење на личност, зрела или незрела личност. Личност, ние сите имаме свој психопрофил. Мојот психопрофил е еден, вашиот психопрофил е друг. Тоа значи, вие сте созреани повеќе, помалце или ичне созреани. Исто важи и за мене и за сите на мајката Земја планета. Оти мајката Земја планета има 5 кардинални проблеми. Тоа ќе правам една дигресија, ама која е врска со личноста. Првиот проблем е загадувањето на водата, загадувањето на почвата, загадувањето на воздухот. Познат. Вториот се генетски модифицираните организми. Тоа е проблем кој тек ќе настане и ќе дојде, за кој можам многу да изборам. Има уште еден сега кој што е, еве се, у Сирија го има фрлање на тие боеви гасови, тоа е знаете како проблем. Вие го загадите, ќе знам, Србија. Србија со бомбардирањето е полна со плутониум. Ние гледаме, не сакам да плашам, нели, многу болести кои се јавуваат од тоа зрачење. Тоа е 5-тиот. 6-тиот проблем, јас рекал 5, ама 6 испада. 6-тиот е екологија на духот. Најголемиот проблем на мајката Земја планета. Еден од најголемите проблеми во мојата драга Македонија. Пореметени интерперсонални односи. Интерперсоналните односи во Македонија се катастрофални. Брат со брат не сега да се видат. Пријател со пријател не сега да се видат. Ако ја прашате зошто, одговорот го знам, меѓутоа тој е неточен. Што значи тоа? Тоа значи дека психопрофилот е тој кој треба да не одбрани и да ни даде вистинскиот одговор. Што значи психопрофил? Јас се раѓам со една психофизичка, вие, сите ние, психофизичка обдареност, дадена од Бога. Попаметен или понепаметен. Со поголем капацитет или со помал капацитет. Меѓутоа, тоа е мојата природна обдареност, која е когнитивна интелигенција, викаме, која е некаде околу 10%. За да ја надоградам неа, да ја аквирирам, како велиме ние, да ја инкорпорирам, да ја всадам во себе, постои така наречена емотивна интелигенција.
Тој сето она што јас, вие, сите на мајките земе планета треба да го внесиме во нас. Од каде? Прво се таткото и мајката, воспитанието фамилиарно, школото, учителите, милието, средината во која живееме, градот во кој живеете, државата во кој живеете, социјалното уредување, со екзистенцијалниот фактор кој е многу битен. Значи, тоа се фактори надворешни која и оно што е најважно, знанието, учењето, факултетите, тоа што треба да го ставите во вас и да постанете зрела, матурирана личност, со здрав психопрофил. И сега се вратим на вашето прашање. Кога влегол стресогениот фактор, јас реагирам на еден начин, вие на друг начин. Од што зависи тоа? Од теренот на кој наишол тој стресоген фактор. А тој терен е матурацијата на мојата личност, матурацијата на вашата личност. Колку сум попримитивен, посиромашен, во мојот мисловен склоп, мисловен дуктус, јас реагирам по-агресивно, посиромашно, со тепачка, со протести и така натаму, да не правам со масови хистерии кои се секојдневие. Колку сум по-интелектуално образован и имам поголемо богатство во себе, поголемо знаење, матурација висока, јас знам, ја ја примам, го примам стресогенен фактор, личното, не јас, не зборам за мене. Го примам стресогенен фактор, го обработува и донесува едно адекватно решение, ама во него нема агресија. Има разбирање. Има седнување, консензус, разговор, има почит, има доверба и оно што е најважно во интерперсоналните односи и во екологијата на духот меѓу мене и вас, меѓу мене и било кој друг, тоа е толеранција. Да знаете да го испочитувате вашиот соговорник. Ако вие тргнувате од поставката дека сте вие над него, дека тој ништо не знае, дека црното е за вас бело, белото е црно, тогаш пливате водите на патологија што викаме параноја. Од такви луѓе да бегате. Бидејќи тој никогаш нема да ја признае вистината. Тоа е опасна патологија. Во интерперсоналните односи, дома, во фамилија, со другари и така натаму и така натаму. Оти секаде има луѓе кои што мислат и параноија значи погрешно мислам. Значи, гледа дека е ова книга, он вика не е ова книга. Нели? Има обратно мислење. Од што зависи тоа? Зависи од склопот на личност, кажав, ама има и еден друг дел кој е многу битен. Личноста на секој човек представува конгломерат од 7 психички функции. Памтење, мислење, внимание, нагони, волја, афект. И сите се тие под плаштот на една функција што се вика свест, за да знам да сум ориентиран, аутојало-психички и према личности. Во таа личност, матурацијата ја викаме веќе со нов квалитет. Тој се вика совест. Совеста носи со себе инкорпорација на многу важни елементи, тоа се социјални, според знаењето, морални, етички и духовни. Јас ги кажувам духовните, бидејќи сум религиозен човек. Оти, ако нешто го одржува македонскиот човек, го одржава религијата. Не Александар Македонски, да се разберем. Религијата. Ортодоксната религија го одржава. Таму го дава моралот, етиката и социјалните норми. Тоа се главните постулати на совеста на човек. Ја има и знае како и на кој начин во сите моменти кога ќе има проблем да се постави. Резимирам. Значи, одговорот на една стресогена состојба, осим за две, тоа кажуваше Конфуције
И сите големи мислители го кажуват. Во животот најголеми проблеми за една личност кои не се решливи така лесно и кои бараат и носат многу голема тага, многу голема болка, тоа е смртна и тешка болест. Се друго што е во меѓуперсоналните односи е решливо, зависи од матурацијата на личностите кои се влезели во тој конфликт, во таа расправа. Да се вратиме на стресот, вие споменавте дел од симптомите, но еве да објасниме подетелно клиничката манифестација на стресогената состојба. Одлично. Прашање, изволете. Значи, имате акутен стрес и хроничен стрес. Акутниот стрес прави акутна симптоматологија во тој момент. Нешто кажа. Чукање на срцето, потење, зноење, тахикардија, главоболка, тресење на цело тело и желба за агресија, за напад, за тепање, за удирање, за чукање, фрлање. Јас имав пред некој ден еден татко кој пред жената и пред децата во еден таков стресоген настап го земал телевизорот и го фрлил и сва среќа не погинале, нели? После вика што направив? Да, што направив, ама си го направив тоа што не требало. Зошто? Значи, во таа акутна стресогена реакција, тоа не го советувам. И сакам македонскиот граѓанин ваште да ме разбере добро. Секогаш акутниот стрес прави една афективна реакција. Афективната реакција е многу лош момент да ја доживеете. Зошто? Затоа што таа стеснува свеста. Ја споменав свеста во конгломератот на личноста, кога ги носи ориентационите наши, да знам кој сум, што сум, каде сум. Ама тако стеснува тоа. Стеснетата свест, која може доди до нула, во тие моменти се дешава многу убиства. Убиства во афект, сте чуле, сигурно. Меѓутоа, стеснетата свест го преметува логичното мислење. И една дискусија во еден парламент, да не речам, нашиот 99% такви дискусиите, нели, не баш слушав еден, никс не е важен, афект не виден, само пење што не може да го низуст. Нема тука мисловен дуктус, исцеден, убав, течен, интелектуален. Тука има хистерија само. Тоа не го препорачувам. Тоа не е убаво. Значи, секоја зрела личност, он умее да се одбрани од тој афективен наплив, психоемотивен од нашата амигдала, за да го сочува мисловниот дуктус, она што ќе му сервира префронталниот лобус. Оти сите одлуки, на моето сега, со ова би требало да го заокружам, на моето дефинитивно однесување во една стресогена состојба ги прави мојот префронтален лобус. Тој ми кажува како да ги држам раците, тој ми кажува како да одам, тој ми кажува како да зборувам, со каков глас, со каква дикција, со какви покрети движенија, како изгледува мојата мимичка гестикулација на лицето. Сето тоа, мојата екстериорна гестикулација ја модулира мојот префронтален лобус. Ама, тоа зависи од неговата матурација, од неговата зрелост. Дали ме разбрат? Значи, зависи каков сте вие созрен кој човек. Има луѓе кои и на најголема мака и болка остануваат мирни, сталожени, смирени и наоѓаат спор да одговорат на тоа. Има луѓе, ја зима чашата, удира, тепа, фрла, изборува, фрла, зборува разни зборови. За жал, пак се вратам на мас-медиумите, има многу мас-медиуми кај нас кои сеат омрза, злоба и така натаму многу лошо за народот. Бидејќи, ако јас ви сервирам еден филм, кога сте вие после цел ден работеле, и сакате да се одморите и седнувате, гледате еден филм во кој има убиства, има крво, има така. Мислите дека вие ќе бидете мирни вечерва? Ни случајно.
вашата амигдала ќе го обработи тоа. Таа ќе го пушти во сите структури што ги споменав. И тие ќе бидат активни цела ноќ, ќе се појачат хормоните, ќе се качи притисокот. Се враќам на вашиот одговор. Значи, во акутната состојба, симптомите се многу јасни. Зноење, потиење, тахикардија, гушење, нели, главоболка може се јави, може да ми се јави вртоглавица, да не можам да стоам и така натаму. Многу се тоа што во една акутна стресогена состојба може да се јави да ви прсне чир на 12 палцно црево. Може покачи тензијата, притисокот, многу висок, може покачи шекерот. Значи, во тие 10, 15, 20 минути, нели, може да се јави една соматска реакција која е многу непредвидлива. Поради дисхармонија на вашите хормони. Што ги направила амигдалата преку тој систем што го реков? ХХС се вика хипофизо, хипоталамо, супраренална оска. Меѓутоа многу е потешко и многу е со големи последици, така речен, ова е психосоматика. Тоест, тие се викаат психосоматски состојби. Значи, психичкиот проблем прави соматски проблем, телесни проблеми. Хроничната пролонгирана состојба прави многу големи проблеми. Таа ги прави инфарктите. Таа ги прави екземите. Таа ја прави бронхалната астма. Таа го прави чирот на 12 палцно црево и така натаму. Да не ги набројам. Во последните 10 години се роди една нова наука, се вика психонеуроимунологија. Во што е незината големина? Големината е во тоа што доаѓа до пореметување на имунитетот, на целата имунологија во нашиот организам, поради пролонгирана стресогена состојба. Пример, имате предпоставен кој ве малтретира секој ден. Ден, 2, 3, месец, 2, 3 години, може да биде тоа дома, може жена, збора, може да биде свекрва, може да биде и така натаму, секаде каде што постои пролонгирана секојдневна стресогена состојба. Таа има огромно влијание и раѓа инфаркти и раѓа карцином. Многу опасно. Тоа го докажа медицината. Значи, појавата на тие малигни болести е поради таа психонеуроимунологија, затоа што е пореметен поради хормоналниот дисбаланс и имуногениот систем. Има многу докази, многу научни испитувања, не сакам да травматизирам. Која е целта? Целта е што помалце да примеме стресогени состојби. Што помалце да ги, значи, ако видите на телевизија таков филм, изгасете го. Ако видите тој новинар X, нели, кој не ви се бендисува, затворете го. Не го слушате. Не примате информацијата. Затоа што таа ќе има реперкусии врз вашето здравје. Добро, на таа превентива можеме да делуваме. Ајде да одиме кон превентивата сега. Можеме ли да се заштитиме од стресот, освен тоа дека ќе го изгасиме телевизорот или нема да го слушаме новинарот кој не нервира? На друг начин, ако може некако да се превенира тој хроничен стрес. Другиот начин е јакнење на личност. Значи, матурацијата на личноста е најголемата превенција од стресогени состојби. Значи, ако вие бидете здрава, сигурна, стабилна личност, на секоја стресогена состојба ќе имате еден стабилен одговор, а не хистероиден одговор. Не разбирате? Значи, тоа е првото. Сега, тоа бара спорт, тоа бара јога, никако лекови. Јас сум стресолог кој не дава лекови. И советувам на моите колегиоти, ќе кажам слободно, најголемиот проблем во мојата мила Македонија на медицината, знаете ли кој е? Давање на неконтролирано лекови од моите колеги. Јас сум сведок секој ден. Ако дојде пациентот со едно кесе од лекови, тоа е трагедија на неговиот матичен доктор. Тој му прави зло. Зошто? Многу едноставно. Прво го прави таблетоман,
една големо секојдневие. Например, да го земеме диазепамот. Моите колеги најчесто да земи си по едно диазепамче. Јас имам работено во една голема екипа на Франција на 600.000 пациенти. Студија траеше 10 години, кои користат диазепам. Резултатите се катастрофални. Не травматизирам. Ќе ги подучам. Колегите, јас му кажал ова. Кои се тие? Прво, бензодиазепинските рецептори, кои го примат тој анксиолитик, се брзо заситуваат. И ако тој зема 5 мг, 2 мг, за 2 до 3 месеци, нема више дејство. Треба 5. Ќе мора повеќе. Ако зема 5, треба 10. На тој начин оди во една таблетоманија која се појки се зголемува. Меѓутоа, основниот друг проблем е меморијата. Ја напаѓа хипокампот. Ја не кажав ништо за него, затоа што тоа е една главна структура кај се даваат мемориските записи и полека ние почуваме да губиме меморијата. Тоа е проблемот. Диазепам е извореден лек, за анксиолитик извореден, али максималната употреба треба да биде контролирана. Месец, 2, 3, максимално 6 месеци. После треба да се прекине. Затоа што прави проблем. Вториот проблем во мојата земја која го гледам, тоа е полипрагмазијата. И ја користам за средство затоа што сите лекари, честно исклучујќи, кај секој стресоген состојба го напумпуваат пациентот со анксиолитик, со антидепресор, чак и невролептици. Ќе ме разбера докторите за што зборам. Прават е на така наречена полипрагмазија. Полипрагмазија значи лек со лек, значи дават многу лекови, меѓутоа во организмот настанува една така наречена, французите викаат интеракцион медикаментоз. Интеракција медикаментозна. Лек со лек прави нов лек. Токсичен. Што станува во организмот? Мислам дека медицината во овој момент за многу лекови не знае. Значи, препораката која е? Кај стресогена состојба, никогаш лек. Може би ден, 2, 3, 5, 10 дена ќе има некоја анксиозност која го спречува пациент, поќе не. Одите на релација да му ја подигнете неговата, не кажам имунолошка, него психолошка способност, да може да се одбрани од тоа што го нападнало. Ама и да го разреши стресот. Да го разрешите проблемот, за да не дозволите да тој гори во вас. Од стресот е огин внесен во нашиот организам, кој почнува да го гори нашиот собствен организам во символична смисла. Дали ме разбирате? Така, секој човек ќе знае како начинот. Одговорив на вашето прашање. Два психосоматски проблеми имаме. Акутен, приакутен стрес, со сите овие болести кои спомена, и многу е потежок, хронично прологиран стрес, кога се јавуваат маса состојби на подолга релација, кои за жал на крајот се и тешко излечливи. Добро, околу превентивата споменавте физичка активност, на тоа треба луѓето да се... Превентивата е голем проблем. Да. На прво место, значи, јакнење на личноста, јакнење на егото на личноста, на интегритетот на таа личност, колку поќе знае, таа поќе може да се одбрани. Јога, многу важно. Во, тоа ви кажав преска, значи, на едно моје предавање за стрес убител викнав еден од водителите кој збореше за грев, за искушение и за исповед. Затоа што катарзата е еден од главните фактори што му помага на субјектот, не викам пациент. Оти, јас стресот не го сметам за болест. Но предизвикува други болести доколку не се стави. Тоа е состојба една која може да роди болест. Така. Значи, и јас сега, ако имам некој проблем, па ви се истужам, ама ако сте ми добар пријател. Оти, и доброто пријателство е дел од терапијата.
И се истужам, да, го испразнам. Тој афективен навој, психонаплив што го имам во себе, ќе ме олесни. Разбирате? Не да голтам да се пами, хелекс и не знам што друго. Немам потреба. И сега, главните проблеми при пролонгираната стресогена состојба кои се? Несоница, анксиозност, страв, паника и депресија. Тоа се главните проблеми кои мачат мајката земја планета. Екологијата на духот во интерперсоналните односи на сите на мајката земја планета кажува дека 25% од 7 милиарди, така вика последната статистика, страдаат од овие три симптоми. Ние напишаме за тоа една цела книга. 25%. На 7 милиарди пута 20 пута 30%, знаете колку е тоа? Милиарди луѓе. Така, стрес, несоница, анксиозност и депресија, баш ова. Се враќам на овие три Толку симптоми, што бидејќи мислам дека тие се најважни. Што значи тоа? Ако јас живеам на пролонгирана стресогена состојба и сега ми се јави несоница, еден од најважните симптоми. Несоницата ја пореметува мојата хомеостаза. Хомеостаза значи нормален метаболитен живот на мојот организам. Али, мојот професор у Париз знаеше тоа да го објасни на еден многу сликовит начин. Возите, вели, 800 км, толку ви е бензинот, за толку може да помине колата, да станувате, взимате бензин, го нахранувате и продолжувате. Работите цел ден, се уморувате, тоа е ноќта, морате да земете бензин, односно морате да отспиете. 6, 7, 8 сати. Отспивате, утре се бане, вие сте направиле, французите викат, рекиперацион биолошик, биолошко обновување, рекиперација, обновување на вашиот организам. И вие сте пак работоспособни. Ако се случи да вие сите, а тоа се решава кај 30%, 25 до 30% на мајката земја планета луѓе не спиете, ден, 2, 3, месец, 2, 3. Вашиот организам ќе подлегне на други болести. Бидејќи вие го уништувате вашиот нормален метаболизам. Вашата хомеостаза откажува. Значи, многу важен фактор. Сакам да ме сватат вашите слушачи. Многу важно да човек има добар сон и да спие добро. Несоницата ги раѓа овие два други симптоми. Тоа е анксиозноста, стравот и паниката. Јас по моето секојдневие гледам стотици пациенти. Дојде страв, паниче, умирам, готово, трчу по доктор, оди. Нели, така натаму. И сега кој ќе дојде каде докторот деде на подин ќе му ставати, се смири целта работа. Нема логика. Тоа е само поради пореметена хомеостаза. Или депресијата. Депресивноста е веќе еден хроничен, продолжен процес. Таа носи со себе падната мотивација за работа, немам желба, немам волја, не ми се јаде, не ми се спие, ништо не ме интересира, мојата радоспособност паѓа, мојот живот го сведувам на нула. Лежам, размислам и чекам како ќе умрам. Многу опасен феномен. А немате никаква болест. А немате ништо. А вашиот организам очекува нешто да му се случи. Заради несоницата и заради анксиозноста која се крие во вас. И сега одма ќе се праша некој што да правам. Да, активност. Активноста е главниот лек. Нека биде обично одење. Работата е уште подобар лек. Затоа што мора да се борите против таква состојба, ама мора и да го разрешите факторот кој довел до неа. Стресогениот фактор. Така, пишува главните разлики меѓу анксиозните и депресивните состојби.
Вие кажавте дека анксиозноста и депресијата е сосема различна. Апсолутно. Така. Значи ли тоа дека анксиозноста е некоја полесна форма на Сега, стрес? многу пати сум чул на телевизија, вие ако ќе кажете депресија Така. или анксиозност, мора да се разграничи дали е таа реактивна, стресогенно условена, или е таа ендогена. Тој ше тука работа. Јас овде не спомнав во ниеден момент ниту шизофренија, ниту манично-депресивна психоза. Тоа се ендогени болести, душевни болести. Состојбата е таму, механизмите на настанување се сосема Но тоа е сосема различно. Тоа е сосема различно. Да. Јас зборувам за исклучиво стресогено условена состојба на анксиозност и на депресија, која е лесно излечива во колку субјектот свати за што се работи. Дали ме разбрате? Таму се ставени карактеристиките и разликите меѓу тие, така да тоа ќе оди многу далеко ако почнам да ја објаснувам која е разликата. Разликата е огромна. Да. Така. Добро, во книгата можеме да забележиме дека тука е поврзана јогата секако и они начини на техники на опуштање кои можат многу да делуваат за ослободување од стресот. За јогата има стресот. напишано многу. Така, да, за ослободување Целта е од една и стресот. основна, да се јачи интегритетот и егото на личност. Зошто? За да може да се одбрани од тој стресоген фактор и да не дозволи тој да направи во него пореметување на неговиот психички баланс. Да поремети неговиот екилибр, што ги французите, равновесието во неговата психолошка состојба. Така. Добро, верувам дека објаснивме се, имате нешто за крај да додадете од емисијата. За крај? Да. За крај, Да им препорачате на сакам сите да им они. препорачам на сите, во сите стресогени состојби, да сепак најдат сила, снага, механизми во себе, да не ја изразува стресогенната состојба со агресија, него народ вика со памет, а тоа значи во интерперсоналните односи да има почит, да има доверба и оно што е најважно, да има толеранција. Толеранција. Да знаете да го изслушате вашиот соговорник и да го почитувате. Ако нема почитување, вие пливате во други патолошки води за кои не сакам да зборам, ти можам многу да кажам. Така. Доктор, јас ќе се заблагодарам што одвоивте време за нашите гледачи да дојдете тука во студиото на Канал 8 и да објасниме повеќе за стресот, но секако, јас споменав несоницата, анксиозноста, депресијата, овие преубави книги, секој мора да ги има во својата домашна библиотека, за да може да научи како да се справи со стресот кој е секојдневие во нашата држава. За да може да живее еден поубав, посреќен, мирен, спокоен живот без да не е таблетоман, како што кажам. Многу битно. Да. Благодарам уште еднаш, верувам дека и понатаму ќе соработуваме. Поздрав до сите мои кошански пријатели. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравето е се на Канал 8. Вечерва разговаравме со професор доктор Методи Чепреганов, специјалист невропсихијатар, епилептолог. Зборувавме за стресот и објаснивме и несоницата, анксиозноста и депресијата. Повеќе посветивме внимание на стресот. Доколку не слушавте со внимание и ви се допаднавме, гледајте неислината среда во истиот термин. Довидување.